1.100.000.000 денари е буџетот на Штип за идната година. Тој треба да обезбеди завршување на започнатите и да финансира нови проекти. Како ќе се реализира предвидениот буџет, односно како парите ќе се трошат идната година, детално пред советниците на денешната седница на Советот на општината елаборираше градоначалникот Иван Јорданов. Во рамки на овој предложен буџет се предвидени средства за финансирање на веќе постоечка инфраструктура, тековно одржување, рехабилитација на повеќе од 50 улици, промена на застарена водоводна и канализациона мрежа и сето она кое што како инфраструктура го имаме на територија на општина Штип. Новиот буџет предвидува нови содржини и инфраструктура во досега најголем обем. И затоа процентот на капитални инвестиции во рамки на вака предложениот буџет е висок, дури 63%. Тоа значи дека во 2026 година имаме развоен предложен буџет со низа на капитални проекти, со додадена вредност и со многу инвестирање и развој на нашиот град, што само по себе ќе се потврди уште еднаш дека Штип е град кој најбрзо растички се развива и се гради. Буџетот ќе го потврди Штип како најбрзо растечки град во државата, потенцира Јорданов, потенцирајќи ги клучните проекти. Еден од тие проекти е булеварско уредување на влезот на град Штип, повеќе од 1,6 километри нов булевар, продолжение на булеварот Гоце Делчев. Друг проект кој е предвиден со буџетот во 2026 година е нова сообраќајница во централното градско подрачје, која верувам дека ќе го намали сообраќајниот метеж на веќе постоечките улици Вита Поп Јорданова, Мирче Ацев и Љубен Иванов, кои го поврзуваат средното медицинско училиште и клиничката болница со централните улици. Во новиот буџет е исто така предвидено решавање на загубите на вода на јавното комунално претпријатие ИСАР, кои повеќе години бележат висок процент на загуби, над 60%. Друг капитален проект кој е предвиден да се финансира со новиот буџет во 2026 година се изградба на 2 нови моста на река Брегалница. Тоа е практично поврзување на обиколницата, нов мост кај на река Брегалница кај местноста Плуждино со поврзување со Кежовица и уште еден мост, а тоа е мост помеѓу населбите Балканска и населбата Баби со нова сообраќајница која сум сигурен дека ќе го растерети, ќе го намали сообраќајниот метеж на одредени точки во градот, но и ќе овозможи нов развој на овој потек кој ќе биде урбанизиран. Рехабилитација, реставрација, конзервација на тврдината Иса. Новиот буџет предвидува градежно финиширање и на други капитални објекти. Завршување и финансирање на веќе почнатите проекти како што е спортскиот центар Джексон, кој е со капацитетност од 1100 посетители, завршување на веќе започнатата обиколница поврзувајќи ги населбите Железничка, Пребег, викенд населбата Плуждино и Мери. Во рамки на овој буџет исто така предвидено да се заврши и веќе почнатиот мегапарк Иднина, кој е на површина од 70.000 метри квадратни, но и да се започне изградба на нов парк Кежовица, кој е со површина од 20.000 метри квадратни во продолжение веднаш до бањата Кежовица. И да сублимирам и да завршам, во централното градско подрачје со овој буџет се планира да се изградат 2 катни нови гаражи, едната веднаш до трговскиот центар, кој е како површина веќе е обезбедена, расчистена од старите дотрајани и руинирани објекти кои во минатото беа на оваа површина, и втората локација е веднаш позади административната зграда на општина Штип, локација која ќе биде рационално искористена за паркирање на 3 нивоа. Јорданов најави и други проекти, но и инвестирање во спортот, културата, социјалната заштита, образованието и слично. Вака предложениот буџет беше усвоен од советниците и практично тој со почетокот на новата година може да се реализира.